Вежба 4. Движи се, движењето и допирот играат клучна улога во пристапувањето кон соматски мемории и искуства кои често се блокирани од страна на траумата. Оваа вежба има за цел да ви помогне да се поврзете со вашето тело и емоции преку движење и фотографија. Со посветување внимание на сетилата, како внатрешни така и надворешни, можете да научите како да ја обработите траумата и да се решите од истата. Главната цел на оваа вежба е користење на движењето како алатка за отклучување и изразување на емоциите, како и нивно доловување преку фотографија. Оваа практика ве поттикнува да станете посвесни за телесните сензации и емоции, промовирајќи исцелување и емоционално ослободување, фотографска мисија, надворешна фотографија, за да ја започнете оваа вежба. Ке ви треба смартфон или фотоапарат, удобна облека погодна за движење и пристап до надворешен простор, како парк, градина или било кое природно опкружување, започнете со нежно загревање за да го подготвите вашето тело за движење. Ова може да вклучува истегнување, дишење или лесно трчање. Фокусирајте се на тоа како вашето тело се чувствува за време на овие почетни движења, обрнувајќи внимание на било кои делови од вашето тело кои се напнати или се чувствуваат непријатно. И дишете длабоко за да ги ослободите истите. Свесно дишење. Свесното дишење е едноставна, но моќна практика која значително може да го подобри вашето фотографско искуство. Со фокусирање на вашето дишење, можете да постигнете состојба на смиреност и јасност, што е од суштинско значење за создавање значајни и изразити фотографии. Овој водич истражува како свесното дишење може да ја подобри вашата фотографија и да ви понуди практични вежби за дишење за почеток. Предности на свесното дишење 1. Подобрена концентрација и фокус. Кога сте целосно присутни и свесни за вашето дишење, можете подобро да се сконцентрирате на деталите од околината и на вашиот објект. Оваа зголемена свесност овозможува да доловите моменти со поголема прецизност и јасност, што резултира со поубедливи и подобро составени фотографии. 2. Длабока емоционална врска. Свесното дишење ви помага да станете посвесни за вашите емоции и емоциите на вашите субјекти. Со смирување на умот и телото, можете подлабоко да се поврзете со чувствата и приказните зад фотографиите кои ги снимате. Оваа емоционална поврзаност може да доведе до ново ниво на длабочина и автентичност во вашата фотографија. 3. Намалување на стресот и анксиозноста. Фотографијата понекогаш може да биде стресна. Особено кога истражувате емоционални состојби, се обидувате да ја снимите совршената фотографија или работите со временски ограничувања. Свесното дишење може да помогне да се намали стресот и анксиозноста, овозможувајќи ви да пристапите кон фотографијата со смирен и релаксиран ум. 4. Ослободување на креативноста. Кога умот ви е обземен од стрес и вниманието ви се одвлекува. Тоа може да биде предизвик за поттикнување на вашата креативност. Свесното дишење го расчистува умот и ја отвора вратата кон креативното размислување. Вежби за дишење за фотографи. 1. Длабоко стомачно дишење. Оваа техника, позната и како диафрагмално дишење, е едноставен метод кој помага да го смирите вашиот ум и тело. Најдете удобна позиција, седнете или стоите опуштено. Со исправен грб и рамената опуштени, ставете ги рацете на стомакот. Ова помага да го почувствувате движењето на вашиот здив. Вдишете длабоко низ носот, полека и длабоко вдишувајте. Дозволувајќи вашиот стомак да се прошири додека ги полните белите дробови со воздух, издишете полека низ устата. Полека ослободувајте го здивот, чувствувајќи како вашиот стомак се собира додека ги празните белите дробови. Повторете неколку пати. Продолжете со ова длабоко дишење неколку минути, фокусирајќи се на сензацијата на здивот што влегува и излегува од вашето тело. 2. Дишење во кутија, box breathing. Оваа техника се користи за подобрување на фокусот и намалување на стресот. Вдишувајте додека броите до 4. Полека и длабоко вдишувајте низ носот додека броите до 4, задржете го здивот до 4, задржете го здивот додека броите до 4. Издишете до 4, полека издишете низ устата додека броите до 4, задржете го здивот до 4. Повторно задржете го здивот додека броите до 4, повторете го циклусот. Продолжете со овој ритам неколку минути, одржувајќи стабилен ритам. Со вежбање на свесното дишење, ќе откриете дека не само што ќе успеете да ја подобрите вашата фотографија, туку и вашата способност за фокусирање. Смиреност и емоционална свесност. 3. 4, 7, 8 дишење. Техниката на дишење 4, 7,
8 е дизајнирана за промовирање релаксација и намалување на анксиозноста. Вдишете додека броите до 4. Вдишете длабоко низ носот додека броите до 4. Задржете го здивот додека броите до. Задржете го здивот додека броите до 7. Издишете додека броите до 8. Полека издишете низ устата додека броите до 8. Повторете го циклусот. Продолжете го овој процес неколку пати, фокусирајќи се на долгото, бавно издишување, интегрирање на свесното дишење во фотографската пракса, пред фотографска сесија, пред да започнете фотографска сесија. Одвојте неколку моменти за да вежбате свесно дишење. Ова може да ви помогне да се центрирате, да го расчистите умот и да поставите позитивна намера за вашата работа. Без разлика дали фотографирате пејзаж, портрет или настан, започнувањето со смирен и фокусиран ум може да го подобри квалитетот на вашите фотографии за време на фотографска сесија, во текот на сесијата. Повремено паузирајте за да земете неколку длабоки здивови свесно. Ова може да ви помогне да останете присутни и поврзани со вашата околина и субјектот. Ако почувствувате стрес или одвлекување на вниманието, користете го дишењето свесно за да се вратите во моментот и да ја повратите вашата концентрација. По фотографска сесија, по завршување на сесијата, одвоете време за размислување за вашето искуство додека практикувате свесно дишење. Размислете за тоа какви емоции и мисли се појавиле за време на фотографирањето и како свесното дишење ви помогнало да се справите со тие моменти. Ова размислување може да ја продлабочи вашата свест за врската меѓу здивот, умот и фотографијата, истражување на движењето. Сега истражете различни типови на движење. Ова може да вклучува одење, трчање, скокање, танцување, јога, тајчи или било каква друга физичка активност што ви изгледа природно. Обратете внимание на тоа како се чувствува вашето тело додека се движите и забележете било емоции или сеќавања се манифестираат. Фотографирање на инспиративни сцени, додека се движите низ отворениот простор, фотографирајте објекти или сцени што ве инспирираат емоционално. Тоа може да биде од дрво што се ниша на ветерот до птица во лет. Фокусирајте се на фотографирање слики што будат силни чувства или сеќавања. Секоја фотографија е визуелна репрезентација на вашата емоционална состојба, начин за документирање и размислување за вашиот внатрешен свет. Типови фотографија со движење, танц. Експериментирајте со фотографирање на танцови движења, снимајќи се себе си или други во движење. Ова може да го направите со поставување на тајмер на вашиот фотоапарат или да го замолите партнерот да ве фотографира. Целта е да ја доловите флуидноста и изразноста на движењето, нагласувајќи ја врската меѓу телото и емоциите. Јога и тајчи, продолжете со практикување на овие дисциплини, фокусирајќи се на позициите, рамнотежата и смиреноста што тие ги носат. Овие форми на движење можат да бидат моќен начин за емотивно ослободување и длабока саморефлексија, фотографирање на смиреност. Јога и тајчи. Јогата и тајчи се одлични вештини кои илустрираат внимателност и контрола. Фокусирајте се на секвенциите, фотографирајте ги транзициите меѓу позите за да го нагласите текот на движењето. Нагласете ја смиреноста, користете меко осветлување за да ја одразите мирната и медитативна состојба на умот. Фон е важен. Изберете природни и мирни места, како парк или градина, за да го подобрите спокојниот амбиент. Динамична фотографија. Трчање и скокање. Динамичните движења како трчање и скокање изразуваат слобода и возбуда. Времето е клучно. Настојувајте да ги фатите врвните моменти на скок или чекор за најдраматичен ефект. Користете ја блендата со поголема брзина. Поставете го на 1/500 или побрзо за да го замрзнете движењето. Фокус на енергијата. Нагласете ја радоста и виталноста на активноста со фотографирање на природна, светла светлина. Одење и истражување. Едноставните движења, како одењето, можат да изразат длабоки емоции на размислување и откривање. Фатете спонтани моменти. Направете фотографии од неинсценирани. Природни интеракции со околината. Вклучете ја природата. Нагласете ги терапевтските ефекти на отворените простори преку елементи како дрвја, патеки или потоци. Експериментирајте со агли. Фотографирајте од различни перспективи, од озгора, од оздола или низ објекти, за да го истакнете истражувањето. Интерактивно и групно движење. Движењето со други создава врски и помага во емоционалното заздравување. Нагласете ги интеракциите. Фокусирајте се на изразите и гестовите што ги прават учесниците. Пренесете дека владее чувство на заедница. Користете широк агол за да ја доловите колективната енергија и дружбата. Експериментирајте со фокусот.
Заматете ја позадината за да ги нагласите врските меѓу учесниците. Фотографирање на животни во движење. Фотографирањето на животни нуди уникатни можности за символизирање емоции. Птици во лет, користете ја блендата побрзо, 1000 или побрзо, за да го замрзнете движењето или користете панорамско фотографирање за динамични ефекти, символика, слобода, надеж, супериорност, кучиња што трчаат. Одоловете радост и неограничена енергија со висока брзина на блендата, 1500 или побрзо. Офокусирајте се на нивните изрази и движење за чувство на живост, мачки што се кријат или играат. Експериментирајте со различни брзини на бленда за да ја истакнете нивната агилност и независност, символика, љубопитност и префинети движења, коњи што галопираат. Користете брза бленда за да ја нагласите нивната моќ и грациозност. Потенцирајте детали како дефиницијата на мускулите и развиорената грива, риби што пливаат. Изберете природно осветлување и побавна брзина на блендата за да ги доловите нивните смирени течни движења, символика, спокојство и адаптибилност, совети и трикови за фотографирање движење, замаглување на заднината, панинг техника. Постигнете замаглена заднина за да ја нагласите движењето. Користете побавна брзина на блендата. Започнете со 1:30 до 1:60 од секунда. Следете го вашиот објект. Поместувајте ја камерата синхронизирано со движењето на објектот за да истиот биде остар кога ќе го фотографирате. Користете режим на серија фотографии, Burst Mode, го зголемува успехот за доуловување на совршен момент, фокус на емоции. Оваа техника ја истакнува брзината и енергијата, што ја прави идеална за моменти полни со акција. Замаглен објект во движење, статична позадина. За да се фокусирате на позадина и да добиете замаглен подвижен објект, поставете побавна брзина на блендата, во зависност од брзината на движењето. Пробајте 1:10 до 1:30 од секунда. Држете ја камерата неподвижна. Користете статив или поставете ја камерата на стабилна површина за да спречите тресење. Фотографирајте кога објектот се движи. Оставете го подвижниот објект да помине низ кадарот, представување емоции. Оваа техника ја истакнува минливоста на времето и може да разбуди чувства на промени и трансформации. Рефлексија, дневна рефлексија. По секоја сесија, одвојте момент за да напишете кратка рефлексија за вашето искуство. Размислете за следниве прашања: кои движења ви беа најприродни или најпријатни, кои емоции или спомени се појавија за време на вежбата, како фотографирањето на околината ја подобри вашата емоционална поврзаност со движењето. Овие прашања ќе ви помогнат да го продлабочите вашето разбирање за тоа како движењето и фотографијата влијаат врз вашата емоционална состојба. Неделна рефлексија. На крајот на неделата, разгледајте ја вашата колекција на фотографии и размислете за вашето патување. Водете се според овие прашања: кои фотографии од оваа недела најмногу се истакнуваат за вас и зошто, како комбинацијата на движење и фотографија ја зголеми вашата емоционална свест. Забележавте ли промени во вашето расположение или благосостојба по вежбата? Групна рефлексија. Доколку се чувствувате пријатно, споделете ги вашите рефлексии и искуства со некоја група. Ова може да помогне во создавање чувство на заедница и поддршка. Разгледајте ги следниве точки за дискусија: што научивте за себе преку оваа вежба, како практиката на движење и фотографија влијаеше врз разбирање на вашите емоции, откривте ли нови начини за изразување преку движење. Ефект врз емоционалната свесност. Размислете како движењето и физичката активност можат да ја подобрат емоционалната свесност и ослободување. Забележете како различните форми на движење ви помагаат да се поврзете со вашите емоции и влијаат на тоа како да се ослободите од напнатост, интеграција на движењето во секојдневниот живот. Размислете како можете да го вметнете движењето во вашите дневни рутини. Ова може да вклучува редовни паузи за истегнување, одење на прошетки или практикување јога или танц. Имајте одредена цела кога станува збор за движењето и пронајдете начини истото да го направите пријатно и значајно во однос на подобрувањето на вашата емоционална и физичка благосостојба. Вежба 5. Табла за расположение со емоции. Оваа вежба има за цел да ви помогне да се поврзете со вашите емоции преку создавање на табла за расположение. Таблата за расположение е визуелна представа на идеи, емоции и концепти. Цел. Примарната цел на оваа вежба е да се олесни емоционалната писменост и изразување преку фотографија. Ке создадете визуелен речник на емоции, кој ќе ви помогне да ги идентификувате. Разберете и изразите вашите чувства, фотопотрага. Листа на емоции, креирање на списокот на емоции. Започнете со создавање список на емоции, една за секоја буква од азбуката.
Ова може да биде предизвик, особено ако сте емотивно дисконектирани. Користете однапред подготвен список со емоции доколку е потребно за насока. Ви препорачуваме прво самите да се обидете да ги наведете емоциите. А потоа, ако некои не достигаат, можете да се послужите со нашиот список, вклучен како додаток на крајот од оваа книга Фотографирање на емоции. Фотографирајте слики што ја представуваат секоја емоција од вашиот список. Овие слики може да вклучуваат апстрактни представи, сцени од вашето секојдневие или поставени кадри со реквизити и модели. Може и самите да се фотографирате. Со помош на пријател или статив, ова, сепак, може да биде тешко, особено ако сте во тежок период од животот. Едноставното повторно доживување на емоција како тага може да предизвика неизино сериозно манифестирање. Бидете нежни кон себе и дајте си доволно време за целосно присуство додека ја изведувате оваа вежба, фокусирајте се на заробување на суштината на секоја емоција онака како што ја доживувате. Бидете креативни и дозволете вашата лична интерпретација да заблеска. Например, можете да фотографирате мирна сцена во градина за да ја представите смиреноста или бура на небото за гнев, креирање на табла за емоции. Направете компилација од вашите фотографии на табла за емоции. Ова може да се направи дигитално со софтвер или физички на постер табла. Покрај секоја фотографија, напишете краток опис на емоцијата, вклучувајќи каде ја чувствувате во вашето тело, ситуации што ја предизвикуваат, лични искуства поврзани со неа. Овој процес помага да ја персонализирате и продлабочите вашата врска со секоја емоција. Персонализирање на емоциите. Размислете за вашите лични искуства и како се поврзувате со секоја емоција. Ова може да вклучува водење дневник, разговор со партнер или споделување во одредена група. Размислете каде се манифестира секоја емоција во вашето тело и кои се ситуациите што ги предизвикуваат тие чувства. Насоки, автентичност, бидете искрени и автентични во врска со вашите представи на емоциите. Целта е да создадете вистински и личен визуелен речник што ги одразува вашите вистински чувства. Креативност, дозволете креативноста да преовладува во оваа вежба. Нема правилни или погрешни начини за представување на емоциите преку фотографија. Експериментирајте со различни агли, осветлување и композиции за да ја доловите длабочината на секоја емоција. Приватност, запомнете дека вашата табла за емоции е за ваша лична употреба освен ако не одлучите да ја споделите. Почитувањето на вашата приватност е од суштинско значење за создавање безбеден простор за емотивно истражување. Рефлексија, дневна рефлексија, по фотографирањето на секоја емоција, одвојте момент да напишете кратка рефлексија за процесот. Размислете за овие прашања: што мислевте додека ја заробувавте оваа емоција, како се чувствувавте додека ја фотографиравте, дали научивте нешто ново во врска со оваа емоција или за себе, неделна рефлексија, на крајот на секоја недела. Прегледајте ја вашата табла за емоции и размислете за вашето емотивно патување, групна рефлексија. Ако се чувствувате удобно, споделете ги вашите рефлексии и искуства со одредена група, придобивки од вежбата со таблата за расположение. Оваа вежба ве поттикнува активно да ги идентификувате и именувате вашите емоции, што овозможува подлабоко разбирање на вашата внатрешна емоционална состојба. Препознавањето и именувањето на вашите емоции е клучен чекор кон станување поосетливи на сопствените чувства, што е од суштинско значење за емоционалната благосостојба. Емоционалната писменост е способноста точно да ги идентификувате. Разбирате и изразувате вашите емоции. Оваа вежба ви помага да изградите опширен емоционален речник преку создавање визуелен речник на емоции. Преку вежбање за именување и изразување на вашите чувства, станувате поумешни во емоционалната комуникација, што може да ги подобри вашите односи и општото ментално здравје. Траумата често ги тера луѓето да се исклучат од своите емоции како механизам за справување. Оваа вежба ве охрабрува повторно да се поврзете со чувствата кои можеби биле потиснати или игнорирани. Со визуелно представување и размислување за овие емоции. Истите може да започнете да ги обработувате и интегрирате во вашата свесност, што е важен чекор во лекувањето од одредена траума. Чинот на фотографирање емоции и создавање табла за расположение обезбедува креативен излез за изразување на вашите чувства. Оваа форма на изразување може да биде особено терапевтска, овозможувајќи ви да ги ослободите на собраните емоции на конструктивен и уметнички начин. Визуализацијата на вашите емоции може да ви помогне да ги екстернализирате истите и да управувате со нив, намалувајќи ја нивната интензивност и промовирајќи емоционална рамнотежа.
Ангажирањето околу вашите емоции преку фотографија и размислување може да доведе до поголемо самоприфаќање. Додека ги истражувате и документирате вашите чувства, учите да ги гледате истите со сочувство и разбирање. Овој процес ви помага да ги прифатите вашите емоционални искуства како природен и валиден дел од човечкото постоење, градејќи поздрав однос со самите себе си, преку идентификување и размислување на ситуациите што предизвикуваат различни емоции. Добивате вредни увиди за вашите емоционални тригери. Разбирањето на тоа што предизвикува одредени чувства може да ви помогне подобро да прифатите вашите реакции и како да управувате со нив. Оваа свесност ви дава моќ да направите свесни избори за тоа како да одговорите на емоционалните тригери, подобрувајќи ги вашите вештини за емоционална регулација. Именувањето и препознавањето на вашите емоции ги потврдува вашите искуства. Тоа дава до знаење дека вашите чувства се реални и значајни, што е од клучно значење за лекување од траума. Ова потврдување ви помага да го надминете негирањето или избегнувањето и да започнете да се справувате со основната емоционална болка. Кога ги именувате и опишувате вашите емоции, вие се вклучувате во когнитивната обработка што дава смисла на вашите искуства. Овој процес ги интегрира емоционалните спомени во вашите когнитивен рамки, намалувајќи ја интензивноста на травматичните спомени и правејќи ги полесни за управување. Когнитивната обработка може да трансформира фрагментирани, совладувачки емоции во кохерентни наративи кои што можете да ги разберете и со кои можете да се справите. Препознавањето и именувањето на вашите емоции ја подобрува вашата способност за нивно регулирање. Кога сте свесни за вашата емоционална состојба, можете да примените стратегии за ефикасно управување со вашите чувства. Оваа способност за регулација на емоциите го намалува ризикот од емоционално преоптоварување и промовира стабилност, што е суштинско за закрепнување од траума. Траумата често води до потиснување на емоциите како механизам за преживување. Сепак, долгорочното потиснување може да резултира со емоционална отрпнатост и исклучување. Именувањето и препознавањето на вашите емоции го прекинува овој циклус, охрабрувајќи ве да се соочите и да ги обработите вашите чувства. Овој проактивен пристап ви помага повторно да ги интегрирате потиснатите емоции. Води кон емоционално заздравување и отпорност. Можноста да ги идентификувате и артикулирате вашите емоции ви дава чувство на овластување и контрола врз вашите внатрешни искуства. Наместо да се чувствувате совладани од неидентификувани емоции, добивате јасност и увид во вашиот емоционален свет. Ова овластување поттикнува чувство на самостојност, помагајќи ви да го насочаат вашето патување кон заздравување со доверба и самоосигуреност. Додека практикувате препознавање и именување на вашите емоции, градите емоционална отпорност. Оваа отпорност ве подготвува да се справите со идни емоционални предизвици поефикасно. Преку развивање на робусна емоционална алатка, подобро сте подготвени да се справите со стресот, неприликите и потенцијалните тригери, подобрувајќи ја вашата општа благосостојба.